Тендери за засладувачи, цвеќиња, кетеринг, огласи за вработување во време на пандемија. Власта дел ги негира, за дел вели дека биле во годишниот план за јавни набавки. Иако економијата е на стаклени ноза, граѓаните стравуваат за своите работни места и висината на платата која ќе ја земат и дали воопшто ќе ја земат. Сепак, општина Штип решила да дадат речиси 100.000 денари за набавка на цвеќиња, а околу 250.000 за пијалоци и засладувачи. Градоначалникот Бочварски се правда. Не биле двата тендери потпишани во време на вонредната состојба, а и државата не им бранела да ги трошат тие пари. Тие биле домакинска куќа, а и продуктите ќе се користеле 12 месеци, вели тој за Алфа. А додека коронавирусот зема замав, дополнителната министерка за јавна администрација предупреди на 65 договори со Агенцијата за привремени вработувања, кои од буџетот на државата ќе потрошат милиони евра. Истакна таа. Дел од овие вработувања се во општина Газибаба, за кој градоначалникот Ѓоргиевски вели дека тие само биле продолжување на оние договори кои биле на определено време. Од опозицијата пак обвинуваат и за тендери во општина Ѓорче Петров, каде како што велат од ВМРО ДПМН, безмалку 500.000 денари биле дадени за набавка на угостителски услуги, односно за јадење и пиење. Додека институциите наоѓаат начин да се правдаат зошто во вакви кризни времиња се потпишуваат тендери за не баш неопходни работи, не сите установи го следат тој тренд. Фондот за иновации и технолошки развој го поништи годишниот тендер за набавка на пијалаци и прехрамбени производи. Од фондот соопштија дека овие буџетски средства се пренаменети за Универзитетската клиника за детски болести во Скопје, односно за скафандери, заштитни очила и ракавици наменети за медицинскиот персонал и пациентите. Од антикорупцијска се огласија дека во услови на криза постојат зголемени ризици од корупција и злоупотреба, па им послучија на службените лица и субјектите од јавниот сектор да ги почитуваат начелата на законитост, интегритет, еднаквост, јавност, етичките норми и професионалните стандарди при извршување на своите јавни овластувања и должности.